која што партија обединува многу луѓе од различни етникуми во тоа време, различни народности, и тоа е многу битно како таа идеја победува на овие простори после Балканските војни, каде што нели се разединети луѓето. Прецепно тоа може да се забележи од резултатите на првите локални и парламентарни избори, така да на пример во овие краишта, што се ново освоени условно од СБА, од кралството на србите, хрватите и словенците, во овие краишта победува комунистичката партија, како на пример што Македонија, Црна Гора, делумно Босна, Косово. Тоа кажува дека постои револт кај населението и условно тоа сега со наш вокабулар населението не сака да гласа за мејнстрим партии. Бајат некоја алтернатива. Постојат две, Демократската партија и Радикалната партија. Тие се доминантни, а комунистите фактички влегуваат како трета опција, да. Тука има и едно муслиманско движење што се вика Джемијат. Тоа се обидува да го фати тој спектрум од гласовите, но генерално комунистите во 1919 и 20 година имаат навистина импресивни резултати, ако се знае целиот бекграунд. Да, исто така мислам тие резултати не остануваат, мислам, бидејќи изборите се повторуваат и тоа говори за односот на власта во тоа време, дека е исплашена всушност од победата на комунистичката идеја.